Почитувани, владата ги потценува граѓаните. 3 дена молк за скандалот во кој Рашковски се самоназначи за владин представник во собранието на акционери на Телеком за хонорар од само 500 евра по седмица. Тоа е, почитувани мои, спротивно на законот за спречување на судир на интереси. Практично, Рашковски си го потпишал своето именување на позицијата владин представник, а истовремено е и носител на јавна функција. Мала му била платата од над 1000 евра, па сега сака да зема дополнителни 500 евра по седмица. Дополнително скандалозно е тоа што за ова само именување владата и Министерството за продавање на магла на Роберт Поповски, кое ни помалку ни повеќе вработи 40 на нови луѓе, партиски функционери и шарени платеници, се обиде да го сокрие овој ист скандал. Имено, на 4 август, во соопштението за владината седница, нема ниту збор за скандалозната одлука каде Рашковски се самоназначи за владин представник во Македонски Телеком. Значи, скандалот е уште поголем, владата и Поповски се обиделе да го прикријат само назначувањето на Рашковски за владин повереник во Телеком за хонорар од само 500 евра по одржана седница. Овде законот е јасен, а и моралните дилеми треба да се расчистат. Или Рашковски ќе биде генерален секретар, или нека си поднесе оставка од таа позиција и нека продолжи да биде владин представник во собранието на акционери во Телеком, каде ќе добива хонорар дури 500 евра по одржана седница. Ова е уште еден случај каде се докажува корумпираноста и криминогеноста на владата на СДС и на Зоран Заев. Ви благодарам.